Најава за денешните настани. Самоодржлив урбанизам ќе ги искорени дивоградбите. Во март годинава општина Струга издала 67, а Охрид 12 одобренија за градба. Голем интерес и посетеност на првиот саем за образование и кариера во Охрид. Штрајкот на испитен центар во мирување ќе се полага државна матура. Пролетно чистење во Охрид, Струга, Дебрца и Вевчани во рамки на Генералка викенд. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Максималната дневна температура се искачи до 18 степени Целзиусови. Во побланемните часови на облачување и развој на нестабилност, која што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со услови за врнежи од дожд. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Утре во Западна и Централна Европа, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и на север и исток од Пиринејскиот, ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите предели од стариот континент сончево со локална облачност и невообичаено студено за овој период од годината. Надпросечно топло време за овој период ќе превладува само во северните и североисточните предели. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици и посвежо. Само во поголем дел од Грција ќе превладува претежно сончево време. Максималните дневни температури ќе се движат од 17 до 21 степен. Во Македонија во сабота во утринските и предпладневните часови ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Попладне зголемување на облачноста, која што доцна попладне може да услови развој на нестабилност со слаби локални врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат во интервал од 3 до 12 степени, додека пак максималните дневни во Македонија ќе достигнат до 15, односно до 23 степени. Во Охрид во сабота, во првата половина од денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне зголемување на облачноста со услови за развој на нестабилност и слаби локални врнежи од дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18. Во недела и понеделник облачно и нестабилно со врнежи од дожд и посвежо со пад на дневните температури. Утринската од 11, односно 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13, односно до 14 степени. Во вторник умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд со слаб интензитет и малку потопло време. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степен. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Аре, ги крена рампине? Абе, неам, знам дека во Кармен рампиви ги имат кренато за цел град. Зашо ќе има таму? Многу големи настани, многу големи изненадувања. Кармен Бау центар со голем настан на 19 и 20 мај и безброј изненадувања. О, дешавка, емше толку многу попусти.
Ядење и пијање без пари, да бе, чути, не кажи никому. Големи попусти на брендовите Пекамент, Кнауф, Мапеј, Диволт, Стенли, Бош, Графите. Не пропуштајте да не посетите. Бесплатна скара и пиво за секоја сметка над 500 денари. Можеш ли? Ако не можеш, турни го за пивцето. Рампи кренати, попусти колку сакаш. Јадење, пијање без пари. Ова го има само во Кармен Бау центар. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Само одржлива урбанизација ќе ги искорени дивоградбите во Охридско-Струшкиот регион, смета научната фела. Потребна е урбанизација која предвидува повеќе зеленило, екоградби, паркинзи, добри сообраќајни решенија, а тоа е основата за зачувување на статусот на УНЕСКО. Дивоградбите може да се искоренат само со одржлива урбанизација. Потребни се правилни и навремени урбанистички решенија за стопирање на нелегалните градби, смета научната фела. Во недостиг на детални урбанистички планови во Охридско-Струшкиот регион секојдневно никнуваат нови дивоградби. Потребна е урбанизација која предвидува повеќе зеленило, екоградби, паркови, паркинзи, сообраќајни решенија, а тоа е основата за зачувување на статусот на УНЕСКО. Јас сметам дека урбанизмот треба да биде во прв план, да се урбанизираат селата за да не добиеме диви градби. Проблемот со диви градби е круцијален проблем на пристапот што го има УНЕСКО во овие услови. Ние нон-стоп зборуваме за диви градби, а немаме наша иницијатива да дивите градби ги победиме со претходно донесени урбанистички решенија кои ќе го
рационално искористат просторот. Во стратегијата за туризам на Факултетот за туризам и угостителство Охрид беше предвидена урбанизација на селските средини, на што реагирале невладините организации, кои под урбанизација подразбираат изградба на згради. Правилна урбанизација значи рационално искористување на просторот, односно негова намена со што ќе се избегне злоупотреба на просторот, појаснува Мариновски. Невладиниот сектор пред се мислеше дека со тоа ќе се градат згради, дека тоа ќе го девастира просторот во смисла на тоа дека ќе имаме само супраструктура. Не, напротив, урбанизацијата предпоставува основа за да не дојде до диви градби, да се заштити просторот. Не можеме да дозволиме да имаме трње покрај брегот само затоа што ќе ги сочуваме стаништата на змии и други некои животни кои се би рекол непријатни за туристите, така. Значи, уредувањето на просторот треба паралелно да оди со процесот на искоренување на дивите градби, а дивите градби може да се искоренат само со урбанизација. Научната фела смета дека општинската и државната власт треба максимално да се заложат за спроведување на препораките на УНЕСКО, бидејќи тој статус е бренд, поттик, инспирација и имидж за развој на туризмот. Во март годинава најмногу одобренија за градба се издадени од општините од југозападниот плански регион, дури 106. Најголем број одобренија за градба се издадени во општина Струга, 67 одобренија, од кои за 56 објекти инвеститор е физичко лице, а 11 ќе градат правни субјекти. Општина Охрид во март издала 12 одобренија, од кои 3 на физички лица, а 9 на правни субјекти. Општина Вевчани издала само 3 одобренија за градба, а Дебрца ниту едно. Според податоците на Државниот завод за статистика, во март 2023 година на ниво на државата се издадени 415 одобренија за градење, што е за 11,3% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 220 се наменети за објекти од високоградба, 108 за објекти од нискоградба и 87 за реконструкција. Во извештајниот период е предвидена изградба на 478 станови. За прв пат во Охрид образовната понуда за основците и средношколците на едно место. Младинскиот центар Охрид денеска организираше саем за образование и кариера. На настанот за прв пат учениците имаа можност да ги добијат услугите на лиценцираните кариерни советници, а целта на саемот е да се запознаат полуматурантите и матурантите од општина Охрид за можностите на нивниот понатомошен развој и кариерен напредок. Образовните можности на средното и високото образование на едно место денес во Охрид. Младинскиот центар од Охрид за прв пат во специфичен формат на едно место ги собра сите среднообразовни установи и високообразовни институции да ги кажат можностите кои им ги нудат на учениците од основните и средните училишта. Саемот на образование беше организиран од Младинскиот центар од Охрид, а го отвори заменик градоначалникот на општина Охрид Перчо Божиновски. Тука во Охрид и Македонија вие ќе исцрпите својата судбина и изградите своја иднина. Сите вие ќе се соочите со полесни и потешки предизвици, но тоа не значи дека треба да се откажете од своите соништа. Напротив, треба вредно да учите и да си обезбедите подобра иднина за себе, токму во градот, но и во Македонија. Сметаме дека вакви настани се од голема важност и значење за град како Охрид, каде што се бориме за подобра иднина, образование и кариера за младите луѓе во Охрид и со некаков тренд кој што претходните години беше познат за Охрид, за младите да бараат својата кариера, образование надвор од Охрид, но секако да покажеме дека тука има доста можности и опции кои што можат да си ја продолжат својата иднина тука. На саемот основците имаа можност да стапат во директен контакт со представните од средните училишта од општина Охрид и 2 средни училишта од општина Струга со промотивни материјали, преку кои ги презентираа нивните програми и можности за учење пред полуматурантите. Нашето училиште треба да се одбере заради тоа што нудиме можност за запознавање подобро на стручните работи преку пракса и теоретски дел.
кои во иднина ќе ни помогнат на факултет и за понатамошниот живот. Ве очекуваме на сите полуматуранти да дојдете во нашето училиште, бидејќи нема да сгрешите, тоа е правилниот избор. Предобри професори, предобра служба, предобро поминато време. Училиште кој што знаеме дека постои многу одамна, како што можеме да видиме и назад на банерот, со многу добра историја која што треба да зачуваме ние како иднината на градот. Во нашата школа имаме повеќе смерови, 3 годишни и 4 годишни, исто така и дуални паралелки. Ова сето ние го спремивме вчера. Има и благо и солено, има повеќе врсти на благо и повеќе вкусови, исто така и на солено. Медицинската струка како најбарана во моментот, мислам дека е вистински избор за секој средношколец. Ние го направивме вистинскиот избор, навистина нашата школа е спремно, како што гледате, ова е само дел од тоа што ние го нудиме. Имаме пракса, практична пракса во втора година во училиштето, потоа имаме во болниците пракса. Има многу учење преку пракса, кај познати компании, реномирани. Исто така имаме многу проекти, екскурзии. Последно бевме во Босна, имаме во Хрватска, исто така во Босна и Херцеговина, имаше во соработка со познати компании. Јахја Кемал училиштето се стреми кон максимална посветеност према учениците и вагање од нивниот сам максимум. Благодарение на професионалноста и посветеноста према професорите имаме шанса да сме дел од бројни меѓународни признати и светски надпревари. Исто така на сајмот учество зедува и Факултетот за туризам и угостителство, Универзитетот за информатички технологии и наука и Апостол Павле и дел од факултетите членки на УКИМ, кои пред матурантите ги презентираат своите програми. Факултетот има развиена мрежа, односно соработка. Сега ќе наборам само дел од мрежите. Еразмус мрежата, Цепус мрежата, Ерија мрежата и многу други мрежи со каде што испраќаме студенти на практична работа, на семестрални студии, каде што може да разменат своји искуства. Ние како факултет овозможуваме да нашите студенти, значи ги стекнат сите потребни знаења да можат својата кариера и својот иден просперитет да го градат целосно врз основа на тоа што како база, како знаење ќе го стекнат на нашиот факултет, во смисол на тоа дека ги имаме сите потребни капацитети, пред се човечки, а и материјални. Имаме 5 факултети кои што се некако најатрактивни за младите во насока на задржување, односно пронаоѓање на работни места. Значи, Факултетот за правни науки со насока дипломатија, Факултетот за економски науки со насока спортски менеджмент, кој што е доста актуелен и познат, детективи и безбедност, Факултетот за информатика и архитектонскиот факултет со насока арт и дизајн. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид нуди модерни, современи ИКТ или информатичко-комуникацијски технологии, трендови, современи, нови студиски програми на кои што студентите студираат низ нивното 3, а и 4 годишно студирање. На прв циклус исто така, втор циклус магистерски студии, а сега веќе и трет циклус докторски студии. Навистина една прекрасна шанса за многу актуелна информатичко-комуникацијска технологија, која што е во моментот и најплатена струка. На настанот се спроведе и кариерно советување од страна на лиценцирани кариерни советници, а целта на сајмот е да се запознаат полуматурантите и матурантите од општина Охрид за можностите за нивниот понатамошен развој и кариерен напредок. Она што од нас како кариерни советници е ние најголем предизвик е како кариерното советување да им го донесеме на младите во вистинската смисла, да почувствуваат колку може да им помогне, која ќе биде нивната придобивка од тоа што ќе посетуваат кариерен советник, што ќе разговараат со кариерен советник, за да можат врз основа на своите интереси, на информациите кои што ги имаат за пазарот на трудот, за она што се случува надвор, ќе бидат вработливи. Марија Ковачевска, меѓународен советник за развој на кариера од Асоциацијата на советници за развој на кариера, подблече дека таа и нејзината уште една колешка во регионов се обидуваат да станат колку што е можно подостапни за младите преку одржување кариерни работилници, а само со една цел – младите да ги откријат можностите за нивен напредок, како во образованието, така и во кариерата. Државната матура ќе се реализира на 27 мај како што е предвидено според рокот. Синдикатот на Државниот испитен центар го стави штрајкот во мирување.
Матура ќе се полага во предвидениот рок на 27 мај. Синдикатот на Државниот испитен центар денеска објави дека го става штрајкот во мирување. Порачаа дека борбата за достоинствен живот се одлага во корист на иднината на матурантите. Ова доаѓа по одлуката на министерот за образование и наука Етон Шакири дека матура мора да има и дека ако е потребно ќе испрати кадар од министерството во испитниот центар за истата да се спроведе. Од Државниот испитен центар упатија порака до матурантите во која велат дека обидот на министерот Шакири да внесе надворешни лица во процесот на државната матура, процес кој е со висок степен на тајност, е насилна мерка и притисок и ќе ја доведе во прашање валидноста на тестирањето и резултатите од матурата. Во обраќањето пак до министерот за образование и наука велат дека неговите досегашни обиди за решение на проблемот, а со тоа и ветувањата кои им ги дал на матурантите во медиумите, се спротивни на одредбите на правилникот за процедури за тајноста на подготовката, печатењето, дистрибуцијата, чувањето и оценувањето на испитниот материјал, донесени во 2014 година. Со вашиот обид да реализирате матура без вклученост на вработените во Државниот испитен центар, вие ќе бевте тој што ќе ги оштетеше матурантите, се вели во соопштението од Синдикатот на Државниот испитен центар. Студентскиот дом во Охрид со превентивни мерки и едукација во насока на одржување безбедна средина за сместените ученици и студенти. Денеска во просториите на Државниот студентски дом Никола Карев Охрид, во барање на директорот Жарко Куциновски, се одржа работен состанок со представници на СВР Охрид, одсек превенција и полициска станица од општа надлежност Охрид. На состанокот беше разгледана состојбата со сместени ученици и студенти во студентскиот дом. Целта на овој состанок е превенирање на девијантни појави и препознавање на истите, а со цел обезбедување на безбедна средина на учениците и студентите, вели директорот на студентскиот дом Жарко Куциновски. На состанокот било договорено одржување на едукативни предавања за учениците и студентите од страна на одсек за превенција во делот најавен ред и мир и казнени дела согласно законските прописи на Македонија. Денеска започна немасовната еколошка акција, третата поред Генералка Викенд. Акцијата годинава се спроведува во 53 општини и 450 училишта низ државава со повеќе од 16.000 волонтери. Општините мапираа локации кои ќе ги чистат и ги повикаа граѓаните да се приклучат. Во акцијата Генералка Викенд, учениците и наставниците од основното училиште во Дебрца, градоначалникот и вработени во општината, како и жители на Дебрца, од утрово беа вклучени во чистење на околината со цел подигнување на свеста за одржување чиста животна средина и селектирање и рециклирање отпад. Акцијата се одвиваше на повеќе локации во дворот на основното училиште Дебрца во село Белчишта, пред општинската зграда, главната улица од влезот на селото, дел од регионалниот пат Ботун Брежани, како и влезот од правец на село Злести кон Белчишта. Учениците беа на ниво на задачата, бидејќи екочасовите се неодминлив дел од наставата. Собраниот отпад ќе биде подигнат од страна на јавното комунално предпријатие и соодветно депониран. Општината и понатаму ќе ги поддржува ваквите акции, бидејќи грижата за животната средина е наша обврска, велат од општина Дебрца. Општина Охрид и јавното предпријатие Охридски комуналец се приклучуваат на акцијата со чистење на плажите Грашница, Горица и Свети Стефан. Во акцијата учество ќе земат Издруженијето Брег на младоста и компанијата Костал Македонија. И општина Струга ги повика граѓаните да се приклучат на Генералка Викендот и заедно да го исчистат градот. Најголем акцент во Струга се стави на крајбрежјето на Охридското езеро и кеот од двете страни на реката Црндрим. Во Генералката се вклучи и најмалата зелена општина Вевчани. Со ова еколошка акција продолжува стратешкото партнерство помеѓу Менен Маунтен, Пивара Скопје и Пакомак, поддржано од Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Шпарка се банка и Нула отпад. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Ерменија и Азербејџан меѓусебно се обвинија за смртоносната размена на оган по должината на границата кој се заканува да го попречи моментумот за решавање на долготрајниот спор неколку дена пред мировните разговори предводени од Европската Унија. САД и Русија повикаа на воздржаност меѓу кавказските соседи вовлечени во деценискиот спор за регионот Нагорно Карабах по последното разгорување на судирот во кој едно лице загина, 4 беа повредени. Повикувајќи се на договорот од ноември 2020 година со кој завршија
шестнеделни непријателства, Баку ја обвини Ерменија за провокација во која загинал еден азербејџански војник и за прекршување на примирието со оружје од голем калибар. Ерменија е членка на Организацијата на договорот за колективна безбедност, регионална меѓународна организација и воен сојуз за одбрана предводен од Русија. Договорот за колективна безбедност, исто како и Северноатлантскиот договор, предвидува колективна одбрана, односно агресија против една држава учесничка во договорот, се смета за агресија врз сите држави членки во договорот. Ерменија традиционално се потпира на Русија како свој сојузник и гарант за безбедност, но Ереван станува се пофрустриран од Москва и ја обвини Русија дека не ја исполнила својата мировна улога кога азербејџанските активисти го блокираа коридорот Лачин, единствената копнена врска на Нагорно Карабах со Ерменија. Светската здравствена организација соопшти дека мајмунските сипаници повеќе не представуваат глобална здравствена вонредна состојба, ставајќи крај на речиси една година тревога поради вирусната болест, со потврдени случаи во повеќе од 100 земји во светот. Организацијата во јули 2022 година ги прогласи мајмунските сипаници за меѓународна итна здравствена состојба и ја поддржа својата позиција и во ноември и февруари. Повеќе од 87.000 случаи на мајмунски сипаници се потврдени ширум светот од почетокот на 22 година до 8 мај оваа година, според најновиот извештај на СЗО. Иако Светската здравствена организација претходно годинава регистрира постојан пат на бројот на пријавени случаи, исто така изрази загриженост за можното повторно појавување во некои региони и постојаното пренесување во некои земји. Њујорк донесе закон со кој се забранува дискриминација врз основа на тежината. Градските советници кои го поддржаа усвојувањето на законот изјавија дека дебелите луѓе имаат потешкоти во рестораните и театрите, а истакна и дека луѓето со прекумерна тежина биле дискриминирани при делење велосипеди од градските власти, пренесува BBC. За донесување на законот гласале 44 советници, а 5 биле против. Од друга страна, лидерот на опозицијските републиканци во градското собрание на Њујорк, Џозеф Борели, изјави дека е загрижен од законот ќе доведе до тоа њујорчани да тужат секого и за се. Во САД повеќе од 40% од возрастните граѓани се дебели, а студиите покажуваат дека дискриминацијата е сеприсутна. Американски јутјубер Тревор Џејкоб, кој намерно урна спортски авион за да добие што е можно повеќе прегледи, се соочува со затворска казна од 20 години. Американските обвинители објавија дека Џејкоб е виновен за уништување и прикривање со намера да ја попречи федералната истрага, бидејќи го исчистил местото на несреќата. Признавајќи вина, Џејкоб рече дека видеото е дел од договор за спонзорство на производ. Тревор Џејкоб, 29 годишен пилот и падобранец, го објави видеото од авионската несреќа на YouTube во декември 2021 година, велејќи дека тоа е несреќа. До денес таа објава собра речиси 3 милиони прегледи. Во ноември 2021 Џејкоб полета од аеродромот во Санта Барбара, Калифорнија со соло лет, со камери поставени на авионот. Заедно со камерите со себе понел падобранец и селфи стапс. Тој немал намера да стигне до својата дестинација, туку планирал да се катапултира за време на летот и да се сними како скока со падобран на земја и неговиот авион се урива, соопшти американското обвинителство од Централниот округ на Калифорнија. Авионот се урна во шумата во Лос Падрес 35 минути по полетувањето. Џејкоб отишол на местото и го снимил видеот. Некои гледачи на YouTube беа скептични за снимката од несреќата, истакнувајќи дека Џејкоб веќе имал падобран и не се ни обидел безбедно да го приземи авионот. Тој ја пријави несреќата до Националниот одбор за безбедност на транспорт. Џејкоб подоцна тврдеше дека не ја знае локацијата на несреќата, иако отишол таму со хеликоптер и ги отстранил остатоците кои подоцна и ги уништил. Се очекува тој да се појави на суд во наредните недели. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.